Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, добар ден. Денес сме собрани овде пред спомен плочата на февруарскиот поход на планината Голак во чест на одбележување на 80 години од февруарскиот поход, значај датум од македонската историја. Во февруари 1944 година, со познатиот февруарски поход, Народно-ослободителната војска на Македонија извршила оперативни дејства, речиси на целата етничка територија на Македонија. Во втората половина на декември 1943 година и во јануари 1944 година во Меглинско, Егејска Македонија, јужно од Кожух, се наоѓала главината на македонската војска со македонското партиско и воено раководство. По завршувањето на офанзивите, кои беа предизвикани од окупаторот, во кои нашите сили биле победници, главниот штаб оценил дека се создадени услови војните операции на македонските сили од Меглинско да се насочат во Централна, Западна и Источна Македонија. За таа цел, главниот штаб го направил следниот план. Првата борбена група ја сочинувала првата македонско-госовска бригада, која на 31 јануари 1944 година изутрина од село Баково требало да тркне преку Мариово, Азот и Порече кон Западна Македонија, а третата борбена бригада, наречена Тичова група, требало да тркне истиот ден во исто време од село Скорско преку Беласица, Лачковица и Осогово да дојде до Куманово. Втората борбена група, што ја сочинувала втората македонска бригада, требало да тргне изутрината на 31 јануари 1944 година од село Зборско во борбени акции во районот на Тиквишко и Гевгелиско, со задача на себе да привлече што повеќе непријателска војска за да им го олесни пробивањето на првата и на втората борбена група. Така започнале борбени операции од пошироки размери на македонската партизанска војска, познати како февруарски поход. Успешното изведување на февруарскиот поход имало големо политичко и воено значење за развитокот на нов во Македонија воопшто. Во текот на овој поход дошла до израз високата политичка свест на борците и на населението за постигнување на крајната цел – создавање национална држава. Февруарскиот поход на пијанечкото подрачје во 1944 година и пролетната мајска офанзива се од огромно значење на народно-ослободителната борба и конечната победа над фашизмот. Во пролетната офанзива 1944 година биле создадени покрупни, слободни територии и се создале можности за свикнување на првото заседание на АСНО. Февруарскиот поход игра важна улога во подигнувањето на борбената свест и ги забрзува борбените операции за конечно освојување на посекуваната победа на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор. Нашата историја не мотивира да чекориме напред, да веруваме во себе. Од секогаш македонскиот народ се стремел кон една единствена цел – независна и суверена Македонија. По патот на незината независност, од секогаш се испречувале мрачни сили и сценарија, но како и секогаш, нашиот народ успевал да ги надмине истите. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, со големо поклонение кон сите борци кои ги дадоа своите животи за слободата на Македонија, ве поканувам да им оддадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. Слава! По повод 80 години од февруарскиот поход, пред спомен плочата на планината Голак свежот цвеќе ќе положат делегација на општина Делчево, институции, политички партија, здруженија на граѓани